Почитувани гледачи, добар ден, нов ден, ново отворено студио 1 на 1 ТВ. 14 часот, добро познат термин за почеток на отворената програма на 1 ТВ, која што трае се до 23 часот. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, а со нас се дружите секој вторник и четврток на програмата на 1 ТВ. Како што веќе добро знаете, со нас се дружите од 14 часот се до 17:30, а потоа ќе се дружите со колегата Александар Чомовски. Како што е редот, предлагам колешката Елена Милошевска да ги прочита темите и гостите, да ве запознае со гостите и со темите кои што денеска ги подготвивме за вас. Поведете. Да, ти благодарам, Антонио, како што спомена и ти, нов ден, ново отворено студио 1, а во текот на денешниот ден да погледнаме, односно, што ќе гледате на програмата на 1 ТВ, на што е веќе познато дека во овие први половина, во овој половина час, накратко ќе погледнеме делот вчерашните гостувања во отвореното студио 1, а исто така и во дневникот, и потоа следуваат веќе вестите во 14 часот и 30 минути со колешката Христина Атовска и по завршувањето на вестите повторно во 15 часот и 20 минути, веќе многу добро познат термин, се враќаме повторно во отвореното студио 1, каде што ќе разговараме со двајца наши гости. Тоа се извинувам со нашата гостинка Рената Кјуштеревска од Институт за биологија на тема Гори трската на Охридското крајбрежје, на повидок дали е природна катастрофа. По завршувањето на вториот блок отворено студио 1, повторно следуваат вестите во 16 часот со колешката Христина Атовска, па потоа веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви, а веќе во третиот блок отворено студио 1 овој пат ќе разговараме со двајца гости, тоа се Сашо Пешев и Фросина Божиновска на тема инфлуенсер маркетинг, нов комуникацијски предизвик за општеството. Откако ќе го завршиме овој трет блок отворено студио 1, следува возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Стефан и Кристина и секако студио мода со Сергеј Варошлија, а по завршувањето на овој блок, односно на забавната емисија за модата, следува отвореното вечерашното отворено студио со колегата Александар Чомовски, каде што ќе опфати повеќе теми, односно колку македонците ќе гласаат за РЕК, дали коалицијата СДСМ-ДОИ му гарантира сигурност на Пендаровски за мнозинството кај албанците и зошто на Силјановска не требаат гласови на етничките заедници. Гостин ќе биде професорката Мирјана Малевска, па потоа следува дневникот во 20 часот со колегата Александар Петрески и потоа продолжува отвореното студио 1 повторно со колегата Чумовски. Темата ќе биде дали економијата е жртва на преспанскиот договор, а ќе има интервју со вице-премиерот Кочо Андјушев, каде што исто така Андјушев ќе одговори на прашањата, односно во граѓанскиот форум кој што ќе следува по отвореното студио 1, односно во склоп на отвореното студио 1 и секако денешниот ден го заокружуваме повторно со вестите во 22 часот и 30 минути. Накратко тоа е она што ќе гледаме во текот на денешниот ден, а сега ние продолжуваме понатаму. Така, Елена, ви ги презентираше темите и гостите кои што денеска ќе продефилираат низ отворено студио 1 на 1 ТВ. Се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. А сега предлагам да се навратиме на оние исечоци, стандардно нешто што го правиме на почетокот на отворено студио 1. Прво ќе се навратиме на исечокот, односно од емисијата Печат на неделата, авторската емисија на колегата Сашо Ордановски, каде што гостуваше Петар Богоевски и Никола Гелевски, главен уредник на Окно, говореа на темата имали заевизам во Македонија. Но, за да се говори имали заевизам во Македонија, треба прво да се види што е заевизам, дебатираа гостите заедно со Сашо Ордановски. Да го видиме исечокот. Баш оваа недела имав намера да објавам една колумна за груевизмот, али го сметам за тема која е веќе одмината. Иако поуките кои се провлекуваат или ни доаѓаат од минатото се многу значајни, да не се повторат. Али она кое остана како главна одлика на нешто што се нарекува груевизам, тоа е обидот да се масовно изманипулира вистината
да се прикаже нешто кое е далеко од реалноста. Сега ќе ви кажам еден пример. Ние успеавме во времето на Груевски, ние, пошто сум дел од ВМРО, нормално без разлика што не се согласував со тоа, да прикажеме дека во Република Македонија, како Република Македонија сме трети по развој економски во Европа. Мислам дека во некој анализ бевме и пред Германија. Имаше, значи, до толку бевме усовршени во презентација и во комуникација со јавноста, што успеавме мнозинството граѓани да ги убедиме да се чувствува дека сме пред Германија во економски развој. За најнаш денес, самите ние да констатираме дека сме последни во Европа. Тоа е невозможно. Такви осцилации за една година или година и половина, не знам колку е време сега сам на власт, сам дека е година и половина. Година и половина се на власт, така е, да. Такви осцилации на економски развој се невозможни. Така. Ако сме биле пред Германија, а сега сме под Косово и Албанија, тоа е невозможно. И тоа е, како пример, покажува дека она што значи пропаганда, базирана на лажни вести, или на добро спакувани обланди вести, тоа беше суштината и главната потпора, еден од столбовите на тоа што се нарекува груевизам. Инаку да кажам само дека прочениот Вебстер 2016 година изм го прогласи за суфикс на годината. Тоа е инаку во теоријата, во филозофијата и така натаму, политикологијата е термин кој што, односто суфикс кој што се додава уште од стара античка Грција, преку латинскиот јазик е влезен и французите и така натаму, а означува во принцип еден конструкт на идеи кои што се слични по содржина и кои што представуваат зад себе имаат еден голем наратив. Значи, без разлика дали се работи за лаги, точни, вистини, невистини и така натаму, па затоа, особено во 20. век и особено сега во последниве 2-30 години, се додава изм на се и се што ќе се од трампизам до груевизам, па се и заевизам да видиме. Колја, дали тука негдека се движиш и ти со твоите проценки за груевизмот? Да, мислам дека оправдано е името груевизам и мислам дека има голема историска смисла, бидејќи големо историското зло што го предизвика Груевски и да релативно доцна го свативме тоа, да речеме тој некаков естаблишмент, таа полуелита се уште присутна во медиумите тогаш. Имаше нели расправи, мислам дека Ризалов се трудеше да се прогласи за творец на името. Ние наокно, ја мислам први почнавме да го користиме. Да, јас мислам дека вие почнавте да го користите. Али тој историски феномен е стварно интересен, мислам за жал по зло е интересен и мислам дека случајот Груевски уште долго ќе биде, како кажам, ќе мора Македонија се соочува на ваков или онаков начин. Политички пред се, но за жал и на многу други рамништа, и културно, па и психолошки. Кога велам психолошки, сашо мислам дека заправо се работи овде, при употребата на заевизмот, новиот глупав термин, според мене, за нарцизам на мали разлики. И тоа е динамиката меѓу ВМРО и СДСМ. Они се доста слични. Голем дел од СДСМ беше фасциниран од груевизмот. Која им се дозволи малку да се спротивстават, они се спротивставуваа, да, ама во суштина беа фасцинирани. И тоа е една од причините зошто на некој начин продолжи груевизмот. Тука Петар има право, дури кога СДСМ дојде на власт, и обратно, овие се фасцинирани од Заев, од договорот во Преспа, од начинот на кој релативно лесно Заев им прости и рече тргнуваме од почеток, така што тоа е тој нарцизам на мали разлики и тоа е тоа што ги прави малку хистерично да се однесуваат едните и другите, нерационално. Инаку, вчера во отвореното студио 1, кај Јацо Капранов гостуваа двајца гости, тоа се Горан Михајловски, од сакам да кажам, исто така и Александра Митевска од Независен весник. Тие ги изнесоа своите ставови во однос на темата кампањата за престојните председателски избори, која што официјално започна во понеделник, а исто така ги изнесоа и своите ставови во однос на ТВ дуелот Заев-Мицковски. Јас да не должам многу да погледнеме што рекоа тие. Беа големи очекувањата. Сега ова втор дуел е на Мицковски и на Заев.
Ама претходно имавме еден период во кој претходниот премиер Никола Груевски воопшто не излегуваше, не прифаќаше дуели. И се создадоа некои големи очекувања што не се остварија на крај. Според мене, мојата проценка не донесе ништо ново вчерашниот дуел. Не ја кажа својата визија. Да, немаше визија, немаше суштински прашања. Да, одговори на суштински прашања немаше. И на лична основа. Да, така. Истите тези ги слушнавме со кои настапуваат и Мицковски, Заев во изминатиот период, или па нивните партии, со оглед на тоа што... Да, истите вокабулари. Единствена новина што остави некој отворен прозорец Мицковски за понатамошни, за продолжување на преговорите за решавање на статусот на СЈ. Меѓутоа што не мора да значи дека ќе се постигне договор. И во секој случај добро е што имаше дуел, зашто малку е критичен моментот, значи ова е прв дуел после имплементацијата на Преспанскиот договор, после во очи на претседателските избори. И сега таман може да се остави простор да ја преземат сцената претседателските кандидати, пошто следува кампања, да не бидат во сенка на лидерите. Горан, само да те прашам прво, што мислиш? Зошто за претседателски избори кампањата, увертирата е со дуел на лидерите, а не со... Прво затоа што официјално... Да загреат атмосферата? Прво затоа што официјално не е почната претседателската кампања, така што не ни може да се појават претседателските кандидати. Да се надеваме дека ќе во текот на кампањата ќе има и такви дуели. А од друга страна, мислам дека ова беше малце изнуден дуел, бидејќи така мене ми изглежда ништо не чувме ново. Значи буквално ништо не чувме ново. Да, Мицковски инсистираше истото беше, така што мислам дека беше малце инсистирање од страна на Мицковски, а Заев рече па добра, ајде. У принцип ајде да ти го направам кефот, дури мислам дека се чувствуваше еден вид летаргија. И тука јас бидејќи не сакам да го коментирам ни кој победил во дуелот или кој изгубил во дуелот. Секој си има свој впечаток. Секој си има свој впечаток. Мојот впечаток е дека фактички Заев си проложи со она неговото, демек не, јас сега со добрина ќе те отепам тебе, а не знам како тоа успева да го направи кога седи со човек кој што буквално мислам дека е дури среќен, би бил среќен овој да го нема, бидејќи нели лузните ги има за 27 април, овој не сакаше ни да се извини за 27 април и ги врти сега нели муабитите. А од друга страна имате еден Мицковски кој што беше спремен. Например, Мицковски беше дојден со хартија. Мицковски беше подготвен да на секое прашање да не даде одговор, а сепак да створи впечаток, да направи галама дека нешто прави, дека нешто има, дека има некаков став. Ние видовме дека нема став. Меѓутоа, ние сме да речеме некакви професионалци, па сме задубени од тоа и гледаме. Ама за луѓево обични може и да биде тоа нешто дека еве овој има нешто. А тимот зошто го пратил Заев? Прво преморен, очигледно беше дека е преморен, или баш му беше ајде дај да завршам и оваа работа да помине, и не спремен на овој дуел, бидејќи на крајот на криштото вие можете да претпоставите што ќе праша Мицковски и каде ќе удри Мицковски и зашто ќе удри Мицковски. Така што јас на тоа гледам само малце како на забава, вчера беше забава за народ. Меѓутоа, она што повеќе ме плаши е што е увертира за претседателските избори, кои што покажуваат дека овие претседателски избори ќе наметнат една многу отровна кампања. Значи, ако судиме по она што го форсираше вчера Мицковски, и ако ги анализираме барем првичните нели изјави на кандидатката на ВМРО-ДПМН за претседател професорката Силјановска-Давкова, мислам дека кампањата ќе оди во тој правец и тука СДСМ, односно претседателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски ќе има сериозен проблем. Дали бидејќи многу е опасно да влезеш и да се спуштиш на ниво такво, меѓутоа многу е опасно и да игнорираш. И да ја тераш агендата само ЕУ и НАТО. Да.
мислам дека многу е лошо да се игнорира, бидејќи очигледно ВМРО ДПМН е вакво, такво, нели, десеткувано, со почесниот председател избегани, со сите работи, очигледно си се спрема и очигледно си работи. И малце мене ми создава сомнеш дека неподготвувањето или враќањето на она старо СДСМ со ароганција и со игнорирање ќе го тепаме, ВМРО, мислам дека не треба да спијат на тоа. Секако овој разговор кој што го погледнавте односно и сечокот целиот разговор може да го видите на интернет страницата на 1tv.mk. Ние продолжуваме понатаму во отворено студио 1. Синоќа се дебатираше и на темата мораториум за градење во општина Центар, а на оваа тема дебатира Менди Кира од Стопанската комора на Северозападна Македонија и адвокатот Александар Михајловски. Секако оваа тема во претходниот период крена многу прашина со оглед на тоа што Уставниот суд и предложи на општина Центар да го тргнемо на мораториумот за градба кој што го имаше поставено. Меѓутоа, по таа одлука општината донесе нова одлука за поставување на нов мораториум за градба. Предлагам да го видиме сечокот. Се крена многу галама, многу прашина по донесувањето на ова забрана што се донесе од Уставниот суд. Во овој случај, таа одлука е од една страна многу важна за нас, одлуката што се донесе од Уставниот суд, поради тоа што ги сигнализира институциите дека за донесување на важни одлуки треба да комуницират и да соработуваат со бизнис заедницата. Мислам дека ова е добар сигнал дека дава до знаење дека бизнис заедницата е многу важна категорија во земјата, поготово кога се работи градежништвото, што е промотор за стопанство во Македонија. Сигурно, не само тоа, сакам да се насочувам и тоа дека ова одлука ги разбудува и медиумите, затоа што ние и претходно имавме една таква одлука од Уставен суд кој не беше во наша полза, беа укинати деталните урбанистички планови во општина Карпош, но не се крена толку галама поради што бевме ние оштетени. Во случајот, како бизнис заедница, ние сметаме дека сме многу оштетени и мислиме дека со ова барање до Уставниот суд за уставноста и законитоста што се донесе сега и одлука во наша полза, даде до знање дека ние сме оштетени. Господин Михајловски, како правен застапник, да речам, на Северозападната комора која поднесе оваа иницијатива, кои се сега правните лекови? Што можете да направите против овој нов мораториум на општината кој се спротивставува на одлуката на Уставниот суд? Па видите, првенствено треба да ја видиме одлуката, да видиме кои се основите и кој е образложението на ново донесената одлука. Како и да е, предпоставувам дека ќе се направи правна анализа и предпоставувам дека ќе се поднесе нова иницијатива, бидејќи иницијатива повторно до Уставниот? Па тоа е правниот лек, бидејќи одлуките што ги донесува Советот е, да кажеме, општ акт и надлежен е само Уставниот суд кој што може да ја оценува уставноста и законитоста на тие одлуки. И како и таа одлука нова што треба да ја анализираме и претходната, јас мислам дека Советот на општината има излезено од ингеренциите кои што ги има, бидејќи ние треба еднаш за секогаш да расчистиме од државата дали ќе имаме владење на право и дали ќе имаме правна држава или ќе биде политиката над владењето на правото. Кој е правниот аргумент ако на овој став кој делува сосема логично дека не може да се реализира нешто што не е во согласност, односно ДУП-от во случајот, деталниот урбанистички план, кој не е во согласност со генералниот урбанистички план. А кој ќе го оцени тоа? Па не знам, прашувам.
значи некој треба да поднесе иницијатива да Уставен суд значи да каже дека тој актуелен важечки детален урбанистички план не е во согласно со генералниот урбанистички план. Советот на општина Центар го оценува тоа. Советот на општина Центар има право да донесе нов детален урбанистички план. Значи тоа е во најава. Тоа е во конкретниот случај. Првите одлуки донесени се 6, значи за да стане појасно на јавноста каде е, да кажеме, клучот. Клучот е во тоа што Советот на општина Центар има носено темпорални одлуки, тоа е со времено важење, за да се оневозможи оценката на тие одлуки пред Уставниот суд. Бидејќи кога таа е веќе ќе истече нејзината важност, додека некој поднесе иницијатива, додека таа влезе во процедура во работа Уставниот суд, веќе ќе истече важноста, а Уставниот суд не може да одлучува по веќе одлуки кои што истекла важноста. Токму затоа носени се 6 одлуки темпорални и затоа претходните иницијативи на Уставниот суд биле отфрлени. Во овој конкретен случај последната одлука, бидејќи беше со подолго време на важење 4 месеци и бидејќи во иницијативата се поднесе и времена мерка, Уставниот суд значи беше, да кажеме, задолжен поитно да ја земе предметот во работа и затоа се вклучи во мериторно расправање во основаноста, законитост и уставноста на донесената одлука на општина Центар. Гостин во вчерашниот Централен дневник беше и Горан Трпиновски од Државната комисија за спречување на корупција. Какви се очекувањата на јавноста во однос на новата антикорупцијска, да погледнеме во продолжение. И не правиме селекција за сега дали има крупна корупција, ниска корупција, иако има замерки. Едни аналитичари ни замеруваат што се занимавате со непотизам, со ситници, дајте, отворете некој голем корупцијски предмет. И на едни и на други им држат аргументите, но и досега во јавност е кажано не е да се вадиме, но нема простори, 20 души има само служба. Значи, новиот систем, новиот опрема, 600.000 евра, кој што треба да се поврзиме со сите институции и да не зависиме од институциите за податоци, од 17 бази. Да можеме ние сами Уште не сте добиле? Па не, се надевам до мај, дека треба да се преселиме, а сега... Конструктивна ли е владата во мерка која треба да ја одрази незината декларативна политичка заложба и волја да имаме ефикасна антикорупцијска комисија? Па до некаде. Еден дел се труди, некои не се трудат многу, но предноста наша е што и ние сме еден од условите за отварање на датум за преговори. Сакале, не сакале, значи мора да има. Да одиме на она што денеска ви беше предмет на расправа, судиите, 5 мина суди, коинциденција или не, тоа се истите оние кои беа спомнати во годишниот во бомбите и годишниот извештај за човекови права на Стейт Департментот кој беше објавен пред само, не знам, 10 дена. Тоа беше основата за да го оваа иницијатива ја потегнете? И да го развијате овој проблем? Да, значи овие судии, односно представници на правосудната фела, беа многу експонирани и влегови во извештајот на Стейт Департментот, но да не настане некоја забуна, значи ние не тие влезени во Стейт Департментот за корупција. Значи тие се по различни основи влезени во извештај. Влијание во врз предмети, бившиот председател на Кривичниот суд е за АКМИС, значи за друго. Ние како што предизвика јавноста внимание, ние ќе проверуваме само имотната состојба. Значи ние нема од овие кои денеска бе именуваат. Да. Сега ризикувате да повторно ве прозве сега овој пат опозицијата затоа што тоа се суди од тоа време, а не и суди кои се сега да речеме актуелни, зошто нивната состојба не се проверува? Ќе се проверува, значи има направено план за проверка, годишен план ќе се направен е за проверка на пратеници, членови на влада, сегашни,
поранешни суди, актуелни суди. Имаме план и програма за работа. Значи, не работиме хаотично. Значи, мора ние да донесеме план, акциона програма, врз основа на кој што ние ќе ги правиме сите испитувања. Значи, нема да има селективност, Боријан. Значи, гледате и сами, комисијата е отворена. Значи, може да дојдат камери, кој сака да праша. Значи, ние сме отворени и отворивте случај за непотизам во ова што денеска го зборувавте. Што е со оние случаи за непотизам поврзани со актуелната власт? Тие се работат тие случаи. Имаме побарано дополнителни информации и мислам дека наредната недела веќе за поголемиот дел од нив ќе има комплетирање на документацијата, бидејќи што е проблемот? Значи, све е законски, знаеш, согласно устав и закон. Ама имаме проблем во системот во законите, дискреционо право. Например, ќе направиш конкурс, и што требало, и кој ќе дојде на крај, решавам јас. Како што требало законски да биде направено. Све се законски, ама решавам јас. Односно, се гледа дека е нацртано конкретно работното место. Како ќе докажете дека некој е примен заради тоа што бил близок на оваа партија или на овој човек или на оној човек, а не заради тоа дека можеби бил квалификуван? Да. Затоа ние проверуваме прво целокупната документација за вработување. И конкретно, значи, најтешко ќе ни биде дали има влијание, некој влијаел, но имаш пример, што е за работно место кој што не е предвидено во институцијата во годишната програма. Не е предвидено годишна програма за вработување. Се прави измена. Значи, се отвора специјално тоа место. Па се прави измена на систематизацијата на тоа место. Па бара согласност, ако е во државно вработување, од Агенцијата за администрација. И ги зема сите работи, но се гледа дека тука има влијание. Тоа беше дел од гостувањето на Горан Трпеновски во Отворено студио 1, а тука се ближи крајот на првиот блок од денешното Отворено студио 1. Следуваат вестите со колешката Христина Атовска.